Почитувани гледачи на КМ телевизија, добродојдовте во уште едно издание на Актуелни разговори. Повторно тема ни се предвремените локални избори за пополнување на Советот во општина Тетово. Имам особена чест и задоволство денеска ова вечер со мене гостинка да биде Снежана Жана Стојановска, еден познат лик, нашата вешта жена од градот. Жана, добро вечер, ти посакувам добре дојде во нашето студио. Добро вечер и добре ве најдов. Жана, најголем дел од кампањава помина, уште 2 дена имаме од кампањава, во сабота се изборите. Па сакам да ве прашам на почеток како бевте прифатени од граѓаните, гледам многу активни бевте во контакт со граѓаните, во средби со граѓаните така натаму. Како бевте прифатени од граѓаните? Прво како бев прифатена. Значи ја не сум непозната личност затоа што веќе 30 години творам на просторот во Тетово. Не само во Тетово, надвор од Тетово, но и секогаш со гордост кажувам дека ако на Македонија е главен град Скопје, на вешта жена главен град е Тетово. Затоа што наназад со годините веќе немаше некој што не може да каже дека не ме познава, дека не ги познава оние што се со мене и дека не сме направиле нешто што Тетово стана препознатливо, Тетово стана еден бренд и што е најважно, што успеавме од сите градови после 2001 година да им кажеме дека во Тетово може добро да се живее, затоа што во тој момент се створија некои аверзии према Тетово. И овие 30 години никогаш не дозволивме републичката вешта жена да се одржи надвор од Тетово. Па без разлика под кои услови и како, но секогаш тетовчани беа расположени и затоа на вашето прашање мислам дека ова е одговорот, прифатени, секако овие кампањите се само дополнување на сето она. Дури бе воодушевена кога сите со кои ги правевме средбите беа воодушевени после локалните избори, што на 14 јануари сите камбани во Тетово чукаја за прославата на православна нова година. Тоа беше воодушевување и тоа мислам дека е да го потенцират и граѓаните со кои контактираме. Веќе имате ви искуство во политикава. На локалните избори во октомври бевте кандидат за градоначалник од редовите на Интегра и тогаш имавме ние интервју, едно одлично интервју. Освоивте 1989 гласа, една респектабилна бројка. Сега сте носител на листата на советници на партијата Интегра. Спомнавте пред малку, ако Скопје е главен град на Македонија, вие го доживувате Тетово исто како еден македонски град, некако патриотски, а сум приметил во вашите спотови на Интегра, на социјалните мрежи или по телевизија каде што одат рекламите, секогаш така се потенцира Тетово е македонски град, да помогнеме на Тетово, на македонците. Ние што живееме тука во Тетово знаеме и го чувствуваме како македонски град. Кој е потребата тоа дополнително да се потенцира? Ако живееме во едно реално време, мислам дека полно од тетовчани, македонците, не го доживуваат Тетово како македонски град, него го доживуваат како град во кој што привремено живеат. Тетово е македонски град по два основа. Едниот што се наоѓаме во Република Македонија. Вториот е, Тетово е македонски град затоа што, ако 2004 година се направи нова распределба за локалните избори, прашањето му е зошто Брвеница стана општина, зошто Јегуновци стана општина, зошто Теарце стана општина, а зошто Тетово уште 10 други чисто албански села ги припоија на Тетово. Нашата заложба како Интегра ќе бидеме балансот измеѓу она што е потребно. Не може рујална средина да се припои кон градска средина. Рујалните средини имаат други проекти европски кои треба на нив да им ги дадеме, на нив да ги понудиме, да ги направиме. Додека градската средина е сосем друга содржина. И затоа се уште стојам на тоа дека Тетово заслужува едно внимание и ако веќе зборуваме за македонски град, за мене се уште е тоа. Одлично.
Сега вие ми кажавте како го доживувате Тетово. Сега ќе бидам искрен во однос на кампањата и она како што настапуваат. Ќе бидам искрен да ви кажам како ве доживуваат вас другите македонски партии што понудија листа на своји листи на овие избори. Има многу пријатели од владеачката партија, од опозиционата партија, од левица и така натаму, постојано сум во контакт, па и овој ангажман што го имам тука во телевизијата ми дозволува да со луѓето поразговарам на улица. Еве што ми велат за Интегра. Ќе бидам исклучително прецизен и отворен према вас. Велат што им требаше на Интегра да понудат листа на советници во Тетово. Велат дека минатите избори, ја им велам, па минатите избори Жана како кандидат за градоначелник оскои малтене 2000 гласа. Зошто да не понудат листа, имат реални шанси. Не велат, тогаш ВМРО, ДПМН и Левица немаа свој кандидат, па оние неопределени македонци ја заокружуваа Жана кои што не сакаат да гласат за Социјалдемократскиот сојуз. Инаку да имаа листа, тоа ќе беше мала бројка на гласови. Сега ми се наметнува тука и уште едно прашање. Освен ова прашање зошто излеговте со листа, они велат ќе освојат таму, не знам, 300-400 гласа и тие гласови ќе отидат во ветер, нема да бидат доволни да извојуваат ниту еден советник. До вас е ова прашање, зошто излеговте со листа во Тетово, и второ прашање, зошто пак не седнавте сите македонски политички партии, зошто не дојдовте до некоја идеја, па да нема расфрлање на гласовите, да формирате една заедничка листа на сите македонски политички партии. Искрено постави прашање, сакам искрен одговор, Жана. Значи, баш ми е драго што за добар конј се дига прашина, има таква една изречица што ја користиме редовно. Она што зборат политичките партии за зошто Интегра влезе. Зошто ништо не направија за Тетово? Прво, моето излегување како кандидат за градоначелник на Тетово. А дали прашањето мое, дали македонските партии може да си дозволат да поддржат кандидат албанец и во своите советнички листи да стават албанци, кога во ниедна советничка листа на албанците не ставија ниеден македонец. Кој е тој соживот? За љубов треба двајца. Не може за љубов да биде потребен еден. Политичките партии како ме доживуваат мене, јас не знам. Политичките партии дали мислат дека поените нивни им ги земам јас, позади мене седи толкав голем труд за Тетово. И јас не сум позната во Тетово по некои заврзлами, не сум позната по некои, да кажам, непоштени работи. Искрено, човечки, во секој поглед, ако излезат да гласаат за мене, за Интегра, како партија која само застана позади нас, а нивната програма искрено ме воодушеви. Иако во Тетово, значи што треба да бидеш познат како партија, јас морам да прашам полно и од тие што се на листите советнички, дали ја знаат програмата со која се представуваат пред градот. Ја мислам дека полно нив да ги прашате не знаат ни што имат во својата програма. Додека конкретно Интегра не бара пари од граѓаните за да направат проекти за развој на Тетово. Тие ги бараат сите оние странци, сите оние страни донатори кои ќе можат да ги решат овие проблеми. Инвеститорите, а не дојде инвеститор, ако ми дадеш мене пола, тогаш можеш да бидеш, ако не можеш да си заминеш. Тоа го имаме точно кои се и што се. Дали не можеше да се направи една заедничка советничка листа македонска? Тоа ми беше второто. Второто прашање. Значи, искрено да бидам. Сте разговарали? Да. Значи, со сите партии, искрено, ја бев на одмор и мене ми се руваат, па сакаме да се видиме едно друго. Јас со сите се видов, македонски партии. Но мојата идеја за заедничка советничка листа, утопија, и за едните, и за другите, и за третите. Ако ВМРО кажуват ние сме доминантни и ние ќе освоиме се,
пошто веќе изад со иста. Ако СДСМ велат нема ние што да тражиме заеднички, тогаш да ги прашам, па како се поврзае со албанските партии сега да водат кампањи заеднички за да успеат во локалната? Како ни едните ни другите, па и левица нема зошто да преговараме со македонските. Единствено ВМРО народна беше за истата идеја, но еве гледам дека не направиле листа. Друго, гласовите што кидат во Интегра, кидат за носителот на листата, кидат за сите оние што работат тука, а нас никакво влијание немаме од надвор некој да дојде да збори в наше име. Па што може да збори некој од надвор, како што гледам, сите мисијари пројдоа тука, па дури читаја тоа што треба да го кажат, а без зошто да го читам, ако знам дека треба така и така да се направи. И затоа ги поздравувам ја сите тие партии. За мене пораката е подобро сите македонци да излезат на гласање. Да излезат, затоа што полно има што се разочарани и од едните и од другите, па сега ти Жано кај се најде сега тука уз целата таа ситуација, баш се најдов како една вага, ако и барам да влеземе во Советот, за да можеме да ги изгладиме, не да ги изгладиме, него едноставно барањата да бидат реални, да бидат вистините. Не може да биде реално ако сега избран градоначалник Билал Касами од октомври месец како градоначалник и ако нашите заложби беа 20% застапеност на македонците во институциите, ние не баравме вработување некој, ние баравме вработените да си го имат достоинството и местото каде што го заслужуваат според образованието, а не да биде чистач, не да биде нешто друго. Замислете, од 78 вработувања по договор на дело, 76 албанци, 20 македонци. Јас ја вас да ве прашам, тоа е 20% македонци? Тука е нашата поента. И ние нема да се бориме за нешто, не знам што. Ние ќе се бориме достоинствен живот за сите оние кои што застанале на тие места, но за тоа ништо не направија. И затоа не би сакала повеќе на таа тема да зборам. Кога видовме дека сите се суетни за себе и кога видов мене ме повикаја да разговараме, да правиме, затоа што бев кандидат за градоначалник, па ја назад не бев позната да ме викне некој од нив, никој не ме викна баш за ништо, ни па мислам дека не сум направила нешто. И мислам дека, а и сигурна сум со тоа, на сите луѓе за овој период од 30 години активности, бар едно добро да сум направила, а ги има и илјадници што сме направиле добро, ќе гласаат за Интегра и за број 4. Жана, спомнавте Совет, ајде да се фокусираме на она што ги интересира граѓаните, а овде Тетово се соочува 20 години со исти проблеми. Загадување, кучиња скитници, градежна експанзија, сообраќаен хаос, пропратено со таа градба во центарот на градот. Немаме каде да ги паркираме колите, сообраќаен метеж и така натаму и така натаму. Конкретни работи, конкретни решенија дари Интегра нуди за овие проблеми, најголеми за тетовчани. Интегра. Ова се што го побаравте, што го прашувате, има решение, а и досега можело да има решение, затоа што не се работи за некои големи инвестиции. Но од неспособноста на сите наназад, што само во кампањи кажуваат што ќе направат, во кампањи кажуваат што треба да се направи, никако да го направат како треба. Конкретно, како може под шара да немаме чиста вода за пиење. Решението е преку европски фондови, преку инвестиции страни, кои седат на располагање да тоа се среди. За урбаната мафија. Не знаеме да ги искористиме средствата? Не. Ама еве ви кажам од која причина. Ние бараме да дојдат, но сите тие што треба да влезат и да го направат тоа, јас се сеќавам 2003 година. Тогаш беше со ѓубрето ептен голем проблем, ние поднесовме иницијатива како вешта жена да бараме. Тогаш, мислам, не знам кој, мислам дека беа СДСМ на власт.
Вие знаете што се деси. Муртезан Исмаили беше градоначалник на Тетово, тој даде поддршка, тогаш тој донесе и проект од Германија за све тоа да биде средено, да без подземните води да се тоа се направи. На крај, тие што требаше да го прифатат и да се направи она како што треба, на крај не им се дадоа доволно пари на тие што требаше да земат нешто, проектот пропадна. Се направи Русино, кога отидовме таму, пошто бевме толку упорни, кога отидовме направија 6 базени без да има чувари, без да има нешто, па и нормално граѓаните таму што се од Русино сега се бунат за сето тоа што е таму. Кучињата скитници, се она што е поврзано со урбаната мафија, се она околу водата, па нас не ни е само водата за пиење, па ние имаме извори каде што здравствено можеме многу повеќе да добиеме со пена реката, ама таа е максимално загадена и за тоа имаме решение. Патната структура, што се однесува, паркинзи, е срамота. Срамота во Тетово да нема ни една катна гаража, обеќаја, наназад, ништо. Друго, па ние не се бориме да тоа се реализира, него само се бориме кој како може да ескивира, да не плати паркинг, да не плати тоа, да се сгужва негде на друго место. Се до тогаш. Додека не се почитуваат законите. Се до тогаш. Додека правилата што не се почитуваат, нема да има решение. Но, за тоа се казните. Казната кај нас најпозитивно делува. Но не значи дека сите треба да се казнат. Трета работа, што се однесува до делот за ѓубрето. Имаме проекти кои што преку ѓубрето, создавање на електрична енергија која во овој период ни е многу потребна. Енергетска криза. Енергетската криза сами ја најавуваме. Да. Друго, ние имаме и тие предавања сега, да кажеме, што ги правиме во делот на користење на таа создавање на сами електрична енергија на собствените кровови, се тоа баш синоќа беше едно такво предавање изворено. Земјоделието, па ние толку ниви имаме, толку имот имаме. Знаете дека земјоделецот е на ниска скалио, зошто? Заради тоа што тој произведува, нема каде да го пласира, доаѓа трговецот за бесплат, пари му го зема и тој на крај вика наредната година зошто да го правам истото тоа. Значи, тука е другата работа. Затоа, ние ќе бидеме вагата, кога ќе влеземе во советот на локалната, измеѓу едните, другите и третите. Не може централната власт да биде изолирана од локалната. Ако бил градоначалник од партија што не е во централната, вие ништо нема, чиви пари се тие. Па тоа се пари од граѓаните. Тој судир го гледаме ние постојано. Постојано е тоа. Гледаме. И постојано се судруваме со нешто што ако ти припаѓа не можеш да го добиеш затоа што тој од централната не припаѓал таму. Ако си со централната можеш и 24 милиона евра долг да направиш. Така, да направиш и после тоа од тоа ништо да не биде. Искреноста, упорноста и љубовта према градот Тетово, затоа што имаме една изворедна локација, ќе ги реши сите проблеми затоа што ние веќе со страните донатори, тука се експерти кои можат сето тоа да го направат и тоа на еден транспарентен начин. Кај нас под фијалка до фијалка или запосли се само колку да земаш плата ако ти не си продуктивен за тоа. И многу важната работа, што тоа секако ќе ја правиме, правење на дом за чување на дечиња на деца од различни возрасти, од различни попричености, за родителите нивни. Тоа е апел од родителите. Они нека не гледаат жана колку гласа ќе земе, него нека гледаат што може да се направи. Со тоа што родителите нивни се соодветни образованија, со факултети, тие ради тоа мора да седат дома, еден од родителите секако, другиот да работат. Тогаш продуктивноста ќе биде дупло поголема. Тие
со диетолози, логопеди, сите тие што работат, ќе обезбедат работно место тука, Како еден центар. центар за целодневно, а тоа секако е изводливо, и родителите нивни ќе бидат општествено корисни, ќе се вработат, дали приватни фирми, дали во државни, не е важно. Значи, тие сакаат да излезат и да профункционираат од она што го учеле, што го студирале. Во Тетово има и толку напуштени објекти што може да се искористи. Многу старачки домови. Знаете во Тетово ни еден старачки дом. Значи, тука е другата болна точка. Не можеме да си дозволиме образованието. За какво образование зборуваме? Дали некој се праша македонските средношколци во кои простори учат? Дали некој, еве наназад, еве ние не бевме интегра, нели, беа тие, ВМРО, СДС, ДУИ, значи тие беа. Дали некој од нив го реши прашањето со просториите во кои што треба да учат средношколците? Знаете кај учат? Во медицинското старо училиште. А дали знаете, и оваа информација, дека кај стадионот, училиштето, Братство, тука е средно училиште на албански јазик. И ние сега зборуваме за некое соживо, за некој... Вие гледате колку се ставаат работите меѓу мене и тебе, јас и ти можеш, јас не можам, ти ќе направиш, ја не правам. Не може тоа така. Значи, се до тогаш, додека некој преќутно само сака да дојде на власт и кој ќе дојде веќе ништо не го интересира, мислам дека ќе останат работите онака како што и до сега беа. Неспособни. Застанува и завршена работа. Ние како интегра, и јас лично, како носител на листата, со тимот, велиме дека ќе направиме затоа што ние до сега имаме доста направено, кои граѓаните тоа го осетиле, кои граѓаните тоа го виделе. И само едно нешто морам да го кажам, вика Жано, бе ти со тортите, сега гледам коментарите, бе вика ти со тортите, ако знаат, значи јас за овие 30 години, најмалку што сум направила тоа е торти, ама затоа полно економски ги појачавме не само во Тетово и надвор од Тетово, со задоволство доаѓаат во Тетово сега на 14-15 октомври ќе биде 30 годишниот јубилеј од постоење на Вешта жена, што ќе се одржи во Тетово на мојот 70-ти роден ден. Значи имаме поврзаност и тие ние ги завршивме општинските, но поврзаноста што е? Замислите тука 2011 ние Вешта жена направи на площад со 2500 присутни од сите градови што дојдоа. Па тоа нели е поддршка на градот? Кафичи, кафани. Значи, ние мораме да привлекуваме луѓето на еден начин да дојдат да ги потрошат парите овде. Како што странците кои доаѓаат, ние сме воодушевени затоа што ги оставаат парите овде, ама на каде да тие пари, тоа не знам. Така. Јас што сега можам да ви честитам и за вашиот роден ден во октомври и за јубилеот Вешта жена манифестацијата 30 години. Начнавте и кажавте огромен број на проекти и како ќе ги решавате клучните проблеми на граѓаните во Тетово. Остана уште нешто што не ве прашав, што сакате да го кажете? Во интерес на времето, затоа што при Па не затоа што гледам дека и во интерес на времето, затоа имам ли порака некоја која треба да ја кажам, може да ја кажам слободно. На крајот на емисијата да се обратите кон гласачите во Тетово, кон граѓаните, зошто во сабота на 20 август да го заокружат токму бројот 4? Сите граѓани на Тетово, посебно македонците, немојте да си дозволите да вашиот глас не биде искористен од некој друг, искористете го вие. Застанете позади параванот сте сами, избројте до 10 и заокружете го бројот 4. Резултатите сами по себе ќе дојдат. Жана, благодарам многу за гостувањето. Благодарам и јас. Се гледаме во некоја следна прилика. Се Сега. надевам и на едно кафе во Советот на општина Тетово. Па не на едно, на повеќе, јас не дека се надевам, него веќе мислам дека добро котираме, па како ќе биде, ќе видиме. Све зависи од граѓаните. Ние имаме една наша, во младите е силата, во возрастните е мудроста, но во народот е и вистината и одлуката.
Народот е тој што треба да одлучи. Дали ќе излезе, нема, но мислам дека ќе биде така. Благодарам. Уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше емисијата со Снежана Жана Стојановска, носител на листата на советници од партијата Интегра. Ние се гледаме во истото време и утре. До тогаш пријатно.